Неколку стотини граѓани и денеска дојдоа на протест пред кривичниот суд. На нив им се придружи Никола Груевски, лидерот на ВМРО-ДПМНЕ. Тој остана воздржан на прашањето околу неговата најавена оставка. Меѓутоа, од она што можевме да го видиме денеска, евидентно е дека се уште ужива одредена поддршка од симпатизерите и членството. Друг коментар, зашто? Немам никаков. Сега решивте пред анализата да ја донесе партијата? Не би коментирал ништо друго, ве молам. Четврти ден поддржувачите на ВМРО-ДПМНЕ излегоа на протест пред институциите. Пред кривичниот суд и денеска побараа ослободување на притворените лица поради учество во инцидентот во собранието на 27 април. Дел од собраните бегаа од камерата и говорите им ги препуштија на политичарите, но имаше и такви кои имаа порака за јавноста. Бевме и во собранието, јас сум еден од тие и кажувам дека кога ќе дојде зимето ние пак ќе влеземе. Без напред-назад. Име не се предава, нити е мое, од прадедовци е името. И ние ќе поддржиме сите собери, мировно, како што одевме 70 и кусур дена, и ние сме јасно гласно наместени од власта сегашна, сега овие што се предавниците, сме наместени да испаднеме дека ние сме поголеми золумџи. Прочитавте ли, слушнавте дека Груевски најави оставка? Да. Ваше мислење во врска со тоа? Притиснат е човекот, е голема грешка. Значи човекот притиснат од надворешни фактори. Порака до политичкиот опонент кој сега е на власт, има и видни личности од актуелната опозиција. Омразата, почитувани, раѓа омраза. Злосторството раѓа друго злосторство. Реваншизмот раѓа друг реваншизам. Треба да знаат дека тие имаат списоци, ама и ние почнуваме да забележуваме на нашите списоци. И ако ова продолжи, кога тогаш ВМРО ќе врати? А кога ВМРО враќа, тоа е многу силно. Крајот на протестот всушност беше повик граѓаните утре повторно да излезат на улица и да ги повторат барањата, а Николовски најави дека протестите нема да завршат ниту со утрешниот ден. Освен да протестираат, од ВМРО-ДПМНЕ одлучија и секој ден до 29 декември да блокираат и дел од најфреквентните крстосници во Скопје, и тоа во времето на најголемиот сообраќаен метеж, помеѓу 15 и 17 часот. Од полицијата најавија засилени мерки, со кои во овие 2 часа од денот возилата ќе бидат пренасочувани кон блиските булевари и улици.